А каква е сликата денеска од терен? Алфа направи обиколка, како што кажав, низ повеќе населби во Скопје, бевме во скопската населба Аеродром, во Скопски Чаир, преку Јаја Паша, Карпош, па се до центарот на градот, каде што и во моментов се наоѓаме. Сликата секаде беше безмалку идентична. Коли имаше по улиците, полицијата секако беше на своите работни места, ги контролираше колите, ги контролираше возилата, и верувам дека од она што може да забележиме, сите возила кои беа барем денеска на скопските улици има дозвола за движење и секако каде што одеа во насоката каде беа предвидени. Ако изминативе денови можеше да се забележи на скопските улици брзата помош со вклучени сирени, барем денеска таа слика ја немаше во главниот град. Забележавме само 2 возила на брзата помош, но без вклучени сирени. А како беше во скопската населба Чаир, барем ова утро? Имавме можност да прошетаме низ повеќе делови од скопската населба Чаир, а посебно на улицата Цветан Димов, каде во еден момент од она што имавме можност да го видиме, се работеше на улицата и се поставуваше водоводна канализација. Поразговаравме малку со работниците кои ова утро беа на своите работни места и велат дека добро би било барем денеска да се искористи полицискиот час до самиот крај и да се реконструира овај дел на улицата. Доколку режијата е подготвена, предлагам во продолжение да видиме каква беше атмосферата ова утро во Чаир. А какво е сега овде во центарот на Скопје, барем од едната страна на камениот мост, каде што во моментов се наоѓаме, е мирно, не е раздвижено, нема народ, нема граѓани, и од другата страна на камениот мост, односно од центарот на Скопје, на плоштадот Македонија, и натаму не е воопшто раздвижено, нема граѓани, верувам дека сите се во своите домови. Еве, може да се забележи во овие моменти некој рекреативец, а дали има дозвола или не, останува барем за сега неизвестно. Само да напоменам, полицискиот час кој почна веќе од вчера од 11 часот предпладне ќе трае до утре до 5 часот изутрината. Ете, за сега толку би биле овие информации од центарот на Скопје. Само да споменам, уште еднаш Лазар пред да се одјавам, не беше раздвижено, барем до сега, барем во овие утрински часови, и од оние коли, од оние возила кои ги видовме во текот на денот, сите имаат дозвола за движење, барем од она што ги легитимираше полицијата во овие утрински часови.